Оваа година фестивалот започнува на 24 септември. Имаме 11 театарски представи. Отварањето е со театарската представа Велес, Вечера за глупаци. Билетите традиционално ќе почнеме да ги продаваме неколку дена пред отварањето на фестивалот, најверојатно петок, 20 септември. Би сакал да ги кажам представите. Го спомена Вечера за глупаци, театар Велес, отварање на фестивалот. 25.9. среда, Григор Прличев, театар Охрид. 26.9. четврток, драматичен куклен театар од Враца, Република Бугарија. 27. ни гостува позориште Боре Станковиќ од Врање. 28. во сабота, театар Комедија, представата Параспар. 39. понеделник, театар Тетово. 1.10. се бара нов маж, куклен театар Иван Радоев од Плевен. 2.10. среда, албанска драма при театар Куманово. Четврток, 3.10. народен театар Штип со женитба. 4.10. петок, Народно позориште од Ниш. И традиционално на 8.10. во вторник, театар Куманово со новата представа која подготвуваме, Ноќ спротив водици од Срđan Јаничиевиќ, ќе затвори фестивалската програма. Сакал да истакнам само дека оваа година ќе поканивме и Факултетот за драмски уметности од Скопје и Факултетот за аудиовизуелни уметности ЕСРА, студентите да бидат дел од пропратната програма на фестивал, прифатија, така да на 30 и на 7 октомври би требало да имаме изведба на тие факултети тука, на тие представи во склоп на фестивалот Денови на комедија. Од мене толку, доколку имате некои прашања, понатаму сега би му дал спор на човекот заради кој сме денеска тука, најмногу лауреатот. Оваа година тоа е Сашко Коцев, па повели Сашко, слободно. Здраво, здраво на сите, добродојте, здраво, драги колеги. Лауреат така звучи малку импозантно делува нешто. Тоа е лауреат. А уствари тоа е човек кој што треба многу да одработи па да стигне до тука и да ја стекне довербата од сите овие колеги одека и од публиката, за да биде овде. И мене ми е особено чест и драго, малце овие клише муавети, особено моја чест да се биде дел. Да се биде дел на вистина од овој фестивал кој што е од 97 од 97 година. Значи јас сум растал со овој фестивал. На сите изданија на овој фестивал кој што баш памтам кога почна, што почна, со кој представи почна. И токму на овој фестивал беше представата после која јас зацртав дека нема друго да бидам во животот, освен ова што го работам сега, драмски актер, а тоа е представата Декамерон од Битолски театар во режија на Александар Морфов. Тоа беше нешто сосема ново и лудо доживување за мене и од тука натака. Значи од овој фестивал, негде овде сам на себе сум се потпишал дека ќе бидам тоа што сум денеска. Не сум тип кој што нешто ја гледа работата низ награди или па ја мери работата низ награди. И наградите наградите се како дете, знаеш. Некој доаѓа случајно со многу работа, а некој доаѓа па планирано. Ова некако така ми дојде мене со многу работа и случајно и многу бев изненаден кога ми се јави советот и директорот. И на вистина, и тоа веќе го кажав, дека во своја средина, на својот тло е доста и потешко да ја добиеш оваа награда, затоа што тие ги знаат сите твои мани, сите твои промашувања, сите доблести секако. Но некако јас сум како од овој театар излезен и отиден на печалба негде надвор. И обично мажот кога оди на печалба, жената никош не му признае дека многу се мачи, туку цело време што му вика ајде ти па ич си дома. Така да и мене овде публиката ми вика, тебе ичте не во Кумановски театар. Од тогаш како се излезен 2006 година, немаше одиграно ништо. И во права се, имаше една, тоа се вика За малце ке играв, тоа беше Ленче Кумановче 2017, нешто така? Да, нешто. 19 години Куманов. Да, 19-та беше, ама нешто соматичната куќа во која што бев јас, нешто, некоја гужва беше таму. И така да не успеав, но ете, пред нас се уште фестивали, уште театарски представи, уште премиери, секако дека радо би сакал. Буквално јас бев дел од овој театар и од овој ансамбл. Па да кажеме нешто некоја година пред да запишам факултет, тоа е 2001 се запишав на факултет.
па потоа додека студирав и потоа уште некои 2 години навистина бевме тука затворени во еден рудник по своја волја, и од една тогашна, морам да признам, тогашниот директор, сите заедно околу него се трудевме од една тогашна 2001, 2002, тука трета една институционална руина да направиме нешто. Тоа му беше главно да се врати публиката. И од тогаш навака мислам дека се воспоставија тие темели. И јас тогаш реков, јас помогнав и сега идемо дале, не се занемарски тоа. Така да, овде не сум од 2006-2007, но секогаш драги спомени ме врзуваат и со овој фестивал, и со Театар Куманово, и со моите колеги. Така. Сигурно имате нешто да ме прашате, па се зборам. Па според оваа селекција што е направена, само гледам дали нешто сум гледал од ова, ама сум гледал во друго издание некои овие наслови во продукција на други театри, така да како и секоја година очекувам овде редиците да бидат овде на целиот плоштад како се прави змија, нели, како и секоја година уредно секој си доаѓа и си купува билет, и доаѓа ужива дека. Значи тоа го очекувам и оваа година, мислам дека тоа до сега не се случило да не е така. И многу ми е драго она убавината на фестивале, кога ден за ден имаш представа и многу луѓе купуваат блок карти, и убавината е надвор кога ќе излезат и како им се отвараат видиците и разговараат за тоа што го виделе. Ова беше добро, ова не. Ова вчера што го видовме беше подобро концептуално, ама овде па глумците извадија работат, овде па убаво изгледаш. За мене таа убавина многу убава. После таа премиерска вечерја за публиката, пошто прв пат го гледат, премиери не се, ќе биде само една, мислам, на нашиот театар. На нашиот си рекол, гледај. Така да тоа го очекувам и оваа година со сигурност. Вие сте најмлади добитник на наградата Васил Илевски, до сега се повозрастни актери. Сето тоа е да кажем со вашата импозантна кариера. Вие сте еден од најпознатите актери во Македонија и тоа во широката јавност. Па, искрено, малце се осетив, викам, чекај, што добивам јас, ствари? Па, добиваш лауреат за особен придонес. Дај да видам, кој добил? Нема ништо под 65. И другариве мои и моите колеги во МН-та ми рекоа, а ти па што мислиш што млад да не си? И малце прв пат се почувствував како еден заб на времето те фатил, забот на времето, или многу млад јас почнав да работам, во жижата влегов, па стигнав до тука, или едноставно овој совет, директорот, целиот совет, сите колеги тука, малку збрза, као дајте да не, после па не, да не и од МН-та даде отказ, па дај додека е бару МН-та, пошто е близко Скопје, што ми вика мајка ме, бе, не си дојден 2 месеци до дома до Куманово, вика, кој знае кај да е Скопје. Така да, не знам што е точната причина, ќе ги прашате колегите и колешките што е точната причина, но секако дека така беше збунувачки за мене, иако ова на шега го кажуваме, не знам како се израмлив со... Тоа ми е особено драго, па тоа што тука стигнале, колку што запамтив, Чоревски, близу пријател, Колен Геловски, со кој што 3-4 представи сме работеле големи. Значи, Стојна, така, значи, многу големи, многу искусни, поискусни, Шенка, поискусни имиња од мене во оваа наша фела, а некако така се израмнивме. Така да од тука натака не планирам ништо више да пипнам да работам, пензионирам и доста. Не, многу е, извинете. Да. Значи, дали ова го кажав или сум мислел, додека размислам што да кажам. Кога добиеш награда и признание е уште потешко после за тебе, затоа што па каде после, што после и навлекуваш еден товар на себе, а тоа е публиката знае дека ти си добил такво признание, ти си многу познат, си добил признание тука, ајде да видам се што ќе направиш. И товарот е уште потежок на изведувачот, затоа што публиката има една лупа низ која се гледа, значи нема за ништо веќе да ти прости. Тоа што ти не смееш да бидеш просечен или под просекот, не мораш да бидеш најдобар, тоест во главите нивни дека ти си тука на врвот и тука мора да останеш, не смееш надолу да идеш. И
Така да тоа е особено стресно вака кога ќе стигнеш до признанието, награда. Не само оваа, било која награда, секој што сум го размислувал. Аха, значи за овој филм сум земал, па чекај во следните не смеам ни такво нешто да прифатам, морам да идам погоре. Уствари трката со себе е некако најтешка. Ама ако не си ја задаваш, ако не се тркаш со себе, па некако ќе се конзервираш. Така да за мене тоа е двигателот, конкуренцијата од колегите, позитивно зборам, во позитивна смисла, и конкуренцијата самиот со себе. Периодот бил јако нешто стендап настапи низ Да. посетивте и делот на регион, постои ли можност за това? Не знам продукцијски тоа што смее да се каже, тоа ќе ви каже директорот. Постои. Секако дека постои можност. Да. Во скоро време. Да. Зашто да не. Сите малку суетно тоа го сваќаат. Абе, ти у сви градови преди Куманово не си дошли. Па викам, ја чекам да се извежбам у Куманово, за тоа што најтешко Куманово. Нема да ја Да. Имате препорука, ја вели. Да. Да, секако, во преговори сме секако, да. Само така се поклопи минатата сезона со гужвата матичната куќа со репертоара, со снимањата и така не сме се нашли. Во датуми не сме се нашли. Во концепт и желба секако дека да. Мене навистина ми е, како што кажам, Сашко, чест и задоволство, што ама навистина стварно ми е многу голема радост што нашиот совет оваа година ние едногласно ја донесовме оваа одлука за да му се даде ова признание на Сашко. И за прашањето во однос на нели возраста, тоа беше многу интересна дискусија која што ние имавме внатре. Сакам да напоменам дека е така како што е напишана наградата и замислена, ова не е класична награда за животно дело која што најчесто се дава таму Не, па во таа е најопасна, добро животно дело и тоа е тоа. таму некаде на крајот, да, 65 Некаде плюс. поскупно се дава. Да. Ова е награда за придонес во комедиографијата и мислам дека за придонесот во нашата фила и во театарската уметност зборува целото дело и целата кариера на Сашко Коцев и нема многу потреба за дополнителни објаснувања зошто. Зборува се тоа што го има направено во својата кариера, зборува целокупниот негов однос кон сите чинители на театарот, кој што можеби публиката не може да го види, меѓутоа го гледаат сите колеги на сцена и зад сцена, кој што е исто така многу важен и кој што е еднакво важен како и резултатот на сцена. Сметам дека апсолутно ги заслужува сите награди кои што му предстојат и се надевам дека ова му е така една награда која што ќе му отвори нешто затоа што Сашко е во многу зрел период од својот живот и во својата кариера каде што допрва ќе добива големи награди и да добие признание од градот во кој што пораснал и во кој што почнал да работи. Мислам дека многу важно. Важно и за него се надевам, ама важно и за нас како институција, важно и за театарот во Куманово, важно и за Денови на комедија како фестивал. Денови на комедија е некој символ на Куманово, а Сашко го носи Куманово и го представува секаде каде што се движи и немам повеќе што да кажам, се надевам дека моето образложение е добро. Кој ќе ми ја додело вечерта исто ова да го каже. На 24. Исто ова да го каже. Да, дури јас кога ми се јавивте, Александра, Сашко, кога ми соопштивте, ама што ми ја направено? Знаеш, некако кога многу работиш, не си ни свесен ти што си направил. Јас викам, па тоа беше сега да викам. И сваќам дека за нешто кога разговараме, тоа е пред 14 години, нешто, 2010, 2012, викам, таа премиера сум ја имал. После некако премота ви гледам дека имам па негде скоро 45 театарски премиери, може и нешто повеќе. Филмски негде над 35. Нешто, ама јас не го гледам тоа така низ бројки, низ награди, едноставно јас уживам во работата. Работата за мене е една игра, од дете кој што се игра во играта. И што повеќе верува во таа игра, толку повеќе и публиката тој се допега, така да јас во оваа игра гледам сега баш премотот, баш кога разговаравме премотот што се направи. Така една своја лична статистика, да не мислите дека се фалам, така. Сам за себе си се изненадив.